Почитувани, Зоран Заев повторно посегнува по корупција преку вработување во администрацијата како дел од предизборен подкуп за гласови. Во очи на изборен период се спроведуваат повеќе стотици вработувања во државни институции, тоа се стотици и стотици нови административци за задоволување на партиските апетити на СДСМ, платени од џебот на граѓаните. Само за пример, ќе се вработуваат нови 84 лица на македонските патарини, а нели се воведува електронско плаќање. Царинската управа е нов пример, со оглас за 78 вработувања со плати од 16 до 40.000 денари, заради наводен зголемен обем на работа. Наспроти се што од СДСМ зборуваа за администрацијата, наспроти како што ја најавуваа функционалната анализа за превработеност во администрацијата, наспроти најавите за префрлање на административци во приватниот сектор, власта спроведуваат груба црна партизација, ново црно полнење на администрацијата од кафекувари до советници во очи на изборен период. Заев и неговите сопартици го користат вакуумот од непостоење на антикорупцијска комисија и во очи на предизборен период од ненадеж гледаат место за повеќе стотици нови административци, чие што вработување има заднина предизборно задоволување на партиските потреби во изборни цели. Тоа е корупција, а не потреба од стотици копирачи, кафекувари, возачи, до советници и членови на директорски кабинети. Тоа е класична злоупотреба на администрацијата. Овој црн зафат е надоврзување на коруптивните огласи од пред референдумската кампања, кога исто како и сега беа отворени места за вработување во државни агенции и институции, во министерства, агенции, дирекции и тела. Од советници до копиранти, до келнери, до шанкери и кафекувари со плати од 15 до 40.000 денари. Фарсата со новоотворените позиции ја покажува и распишувањето огласи во празнични денови и остава огромна можност кандидатите веќе да се избрани во партиските штабови. Па и на овие ли огласи за високи платени позиции, повторно најдобри кандидати ќе бидат децата на видни членови на СДСМ, како оние на Грчев, Фршковски, Бучковски или пак на коалицијските Бејта и Џафери. Па има ли крај на црната партизација на администрацијата од СДСМ, која е забележана и од Европската комисија? Со операцијата Мрежа ги наполнија сите јавни општински и државни институции со деца и внуци на партиски големци, ги наполнија државните предпријатија и институции како МНФ со несоодветни кадри, се измислуваат заменици директори со нивни кабинети за секое јавно предпријатие, па повторно огласи за стотици партиски вработувања. Навистина, каде е крајот на црнилата и партизацијата на администрацијата со СДСМ? Вака не се враќаат 600.000 иселени, како што ги броја, туку се прават нови и нови редови за иселување од Република Македонија. Ваквата црна партизација, ваквата корупција на гласови со вработување во администрацијата испраќа порака дека во државата под СДСМ нема место за професионалци, за вредни, за работни, за образувани, туку само за партиски кадри. Почитувани, црнилата мора да се опрат. Во државата мора да има ред, почитување на законите, вистински реформи, професионална администрација. Црнилата мора да запрат, а ќе сопрат кога ќе им го видиме грбот. Колку побрзо заминат, толку подобро за сите во Република Македонија. Ви благодарам.